Сојузот на стопански комори, комората која обединува голем број мали и средни предпријатија во земјава, деновиве одбележи 19 години од своето постоење. Тоа е еден од поводите за разговор со Орце Симов, потпредседател на таа комора. Господин Симов, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телмос. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на Телна телевизија. Еве и честитки за јубилеот. Мално значаен, 19 години во овие транзицијски тешки времиња. Сојузот на стопански комори, како кусо со една реченица би го оцениле постоењето, даде ли некаков ефект придонес кон подобрување на деловната клима или не се исполнети целите? Сојузот на стопански комори е формиран во септември 2004 година. Оваа година славевме роден ден 19 години. Ние сме комора во која што членуваат претежно микро, мали и средни компании. Двигателот на економијата и компании во кои што се вработени над 95% од вработените луѓе во Македонија. Ние овие 19 години постојано се бориме за малите компании, средните, микрокомпаниите, за решавање на нивните проблеми, за подобрување на бизнис климата. Ние представуваме на глас на малиот и средниот бизнис. Или, како што ќе се надоврзам, вели премиерот, како еден од клучните двигатели на економскиот раст, бизнис заедницата има сигурен и стабилен партнер во владата. Дали се доживувате како сигурен и стабилен партнер на владата? Премиерот така ве идентификува и ве ословува. Ние живееме во иста држава, во иста заедница. Владата, компаниите, народот, заедно работиме и заедно ја создаваме вредноста која што се генерира во нашата држава. Ние сите тие чинители има соработка. Ние сме членови на платформата за јавен приватен диалог. Меѓутоа, секој пат нашата економија е на нивото на кое што е, бруто домашниот производ е на нивото на кое што е, го знаеме колкава е. Има земји во кои што тие параметри се многу подобри, значи тие имаат некој подобар образовен систем, подобри политики. Може да ми одговорите конкретно дали се доживувате како бизнис партнер на владата, како што така ве нарекува премиерот? Па има простор за подобрување на таа соработка меѓу бизнисот и владата. Ние имаме побарувања кои што очекуваме дека ќе се решат. Тука да речеме се намалување на сивата економија. Сивата економија е прилично голема во државата, според некои математики 2,5 милиарди евра во износ изнесува сивата, односно може да се каже дека и тоа е црна економија. Тоа го работат луѓе кои што немаат регистрирано фирми, работат на црно. Пред да продолжите со барањата од Сојузот на стопански комори кои сте ги испорачале веќе на владата, да ве прашам конкретно дали бевте вклучени во донесувањето на новиот пакет антикризни мерки? Во новиот пакет антикризни мерки ние не бевме вклучени, не успеавме ни да ги добиеме тие мерки. Нашите служби вчера на мое барање се обидоа да ги најдат мерките на веб-сајтовите на министерствата и на владата. Не успеавме да ги најдеме, потоа се јавивме во владата да прашаме дали мерките се објавени, од таму ни кажаа дека се уште јавно не се објавени и не ни ги испратија. Според ова што можеме да го видиме во медиумите, новите мерки не се однесуваат на бизнисот и на стопанството, туку тие најверојатно се однесуваат на граѓаните, на ранливи групи на граѓани, да се намалат цените на одредени и да се замрзнат цените на одредени производи, ранливи групи на граѓани да се помогнат со одредени мерки, енергетски да се помогнат. Според ова што го слушам, не може да стане збор за сигурен и стабилен партнерски однос кога земја која претендира да биде сериозна и влада која ја води земјата не ги консултира не само вас, еве ќе кажам дека условно кажано и поголемата комора, односно стопанската комора на Македонија, исто така беа затекнати и рекоа дека не се консултирани. Да. Ако двете најголеми комори, бизнис заедницата во целина не е консултирана, за каков партнерски однос може да стане збор? Владата мора постојано да го мери сентиментот на бизнисот, да види компаниите во каква состојба се наоѓаат преку разноразни истражувања на пазарот, состојбата на работна сила, состојбата на купување, на продавање, на создавање на нови иновации, нови производи. Значи да се одреди во каква состојба се наоѓа македонската економија, во кој правец се движи и врз база на тие анализи да се превземаат одредени активности кои ќе ги подобруваат тие состојби. Така што кажавте ова на премиерот, бидејќи го видовме на коктелот по повод 19-тиот роден ден на комората, беа таму и вице-премиерите, битики оние од министри од економскиот ресор, им го кажувате ова што ми го кажувате мене сега? Па на коктелот не успеавме да им го кажеме, затоа што имаше
многу голем број на луѓе, коктелот беше малце од забавен карактер, така да се надеваме дека ќе имаме можност на некои од наредните состаноци. Кога последен пат сте имале работна средба, на која сте имале можност да ги кажете вашите барања? Е ова, например, на која ве прекинав за намалување на сивата економија, која врти 2,5 милиарди евра? Последната средба на платформата за јавен или приватен диалог беше во мај или јуни и од тогаш не сме имале состанок. Тогаш на таа средба се договоривме да барањата кои што ќе бидат поставени од стопанството се потоа да се следи нивниот прогрес, нивниот статус, до кај се стигнати во некаква табела или во некаков друг алат, меѓутоа тогаш наредна средба не е закажана. И вице-премиерот Битичи, што прашавте, не беше присутен на прославата на Сојузот на стопански комори. Силен партнерски однос, би рекол. Ете, од мај до крај на септември се уште... Па треба да има поинтензивна соработка помеѓу стопанството, стопанските комори, академската заедница и владата мора да има поинтензивна соработка, почести средби за да се донесуваат подобри политики за подобрување на нашата економија и создавање на нова дополнителна вредност, затоа што ние не создаваме нова дополнителна вредност за трошоците што ги имаме во државата. Еве сега гледаме дека се најавува нова така наречена не ребаланс на буџетот, него го викаат реалокација, прераспределба со друга терминологија, каде што 300 милиони евра од капиталните инвестиции се пренасочуваат за плати на функционери, плати во јавната администрација, пензии и социјални трансфери. Значи, ние не создаваме нова вредност. Фундаментално решение на проблемот е ние да создадеме нова вредност, а ние сега делиме нешто што е во ограничени количини и што го нема. И за да му го дадеме на еден, треба да го земеме од друго место. Од 790 милиони евра кои беа планирани и предвидени и така најавувани во буџетот за годинава како капитални инвестиции, сега 290 се земени милиони ќе се префрлат за плати во јавниот сектор. А тоа е суштинската помош за стопанството. На стопанството да има капитални инвестиции, да се градат патишта, улици, железници, болници. Место тоа сега министерот за финансии вели за покачување на платите на 1000 функционери, односно го цитирам министерот за финансии, 450 судии, 150 обвинители, 120 пратеници, 50 правообранители, владини функционери, министри и директори, предвидени се 720 милиони денари за усогласување на платите со порастот на минималната плата во текот на 2023 се предвидени 480 милиони денари. Сето тоа оди во спротивност на развојот на економијата и на државата. Ние наместо да го развиваме бизнисот, да генерира поголема додадена вредност, преку овие системски и суштински мерки на капитални инвестиции, на работа на бизнисот, тој да добива работа, да стекнува искуство, знаење, тоа што го стекнал да може да го продава и на надворешниот пазар, ние тие средства ги одзимаме, а тоа значи дека и нема градење на нови капацитети во државата, него ги насочуваме парите во плати и пензии и други социјални трансфери и сето тоа во иднина после одреден временски период ќе има параметри кои што негативно ќе се одразуваат на вкупниот раст на државата. Значи треба нашата насока да биде не во релокација, не да се земе од едно место да се даде на друго место, туку да создаваме нова вредност и таа нова вредност потоа да ја делиме. Кога се креираше буџетот за годинава или сега веќе ќе почне или почнато е креирањето на буџетот за 2024, ве прашуваат како бизнис сектор за став, барем за ваше мислење? Секоја година, за жал, истите состојби ги имаме во буџетот. Пред почетокот на секоја нова година се предвидува поголем износ за капитални инвестиции, иако најверојатно тие што знаат, што го креираат буџетот, знаат дека тие капитални инвестиции нема да може да се остварат и потоа во втората половина од годината доаѓа до прераспределба, односно ребаланс и средствата се алоцираат од капитални во други непродуктивни социјални трансфери. Ние како Сојуз на стопански комори не сме вклучени во креирање на буџетот. Меѓутоа битно е тогаш да се каже дека буџетот е развоен, па заради тоа ставката за капитални инвестиции е висока. Меѓутоа иако тоа се случува секоја година и може на некои начини негативно да се одразува на планирањето на бизнисот, затоа што бизнисот можеби некои прават годишни планови па гледаат дека толков ќе биде износот за капитални инвестиции врз база на тоа планираат можеби раст на нивните продажби на производи и услуги и сето тоа после при крајот на годината се скратува и се дефинира во друга насока. Сега ново е само што не се вели веќе ребаланс, односно се нарекува реалокација на средства. Да. Добро, значи генерално силно не, гласно не против ваквите состојби во буџетот
И против обемот на буџетот, веројатно, кој од година во година расте, во најголем дел само за социјални трансфери и за плати во јавната администрација. Па за жал обемот на буџетот секоја година расте, капиталните инвестиции не се зголемуваат. Стопанството мора да изнаоѓа начини како да опстане. Јас извадив за последните неколку години некои бројки кои што покажуваат дека просечната плата расте неколку пати повеќе од растот на бруто домашниот производ. Значи, продуктивноста не расте или се намалува, а трошоците за таа продуктивност неколкукратно се зголемуваат. Тоа е неприродна состојба за стопанството. Еве, ако ги погледнеме бројките последните 15 години, ќе видиме некаде дека до 2017 година отприлика во линија одела растот на бруто домашниот производ со растот на платите. Меѓутоа, после тоа имаме, еве, 2018 година, 6,12% пораснала просечната плата, БДП-то 2,8%, 19-та 4,14%, БДП-то 2,8%. 2020 е многу поизразено. Тоа е ковид кризата. 6,59% пораснале платите, продуктивноста паднала GDP-то на минус 6,1%. 21 платите пораснале 6,99%, GDP-то 4. Тука некаде отприлика е изедначено и последните 2 години, сакам да кажам, голема разлика. 22 11% пораснале платите, продуктивноста 2%. За 23 14,62 досега е растот на платите, а се предвидува дека растот на економијата ќе биде 2,1. Значи ние имаме една неприродна состојба, нереален, не создаваме продукт, не создаваме производи, не создаваме услуги, а трошоците за тоа значително растат. Кој е тука во најголем ризик во вакви ситуации кога економијата, движењата во економијата нереално растат, односно се случуваат нереален раст на плати кога нема вредност, не се создава Причината за тоа е недостигот на работна сила. Многу луѓе се иселуваат од државата, тоа се најчесто млади, продуктивни луѓе за кои што ние како нација, како држава имаме издвоено трошоци за градинка, за основно образование, за средно образование, за факултет. И кога тие ќе го завршат и високото образование, кога треба да се вклучат во економијата, кога треба да придонесуваат за развој на нашата држава, тие како готов производ бесплатно се извезуваат во странство. Тоа е како да направите некој готов производ, да вложите во него средства и потоа бесплатно да му го дадете на некој во Италија, Германија, Швајцарија или така натаму, он да го користи. И тука би се надоврзал кога реалниот раст односно растот на платите не е подкрепен со реален раст во економијата, опасноста и од задолжување дополнително, иако тоа е задолжување и на државата и на компаниите. Значи, за да можат компаниите да ги финансираат трошоците за работната сила, а нивниот од друга страна пак опаѓа потенцијалот на нивните продажби, особено за компаниите кои што се ориентирани на домашниот пазар. Бројот на купувачи се намалува, затоа што луѓе се иселуваат. Имате просек на плати на ниво на вашите компании членки? Колку е просечната плата во компаниите кои членуваат во Сојузот на стопански комори? Само на компаниите кои членуваат во Сојузот ние не сме пресметувале колкав е просекот на платите, меѓутоа во државата во јуни последната бројка е дека е 36.527 нето платата и на тоа има придонеси што се околу 53%, значи некаде околу 20.000 денари плюс еден просечен вработен што зима просечна плата, една компанија ја чини околу 56.000 денари со сите давачки што се за него. Со оглед на тоа што имате голем број членки и во малопродажба и мала индустрија, сакав да прашам, сега ќе се нова мерка се најавува замрзнување повторно на цените до крајот на ноември, забранета акцијска продажба. Мислите дека таквата мерка ќе даде ефекти? Нашиот став е дека треба да има во овие случаи на зголемена инфлација замрзнување на маржите, а не замрзнување на цените, затоа што одреден производ за да се создаде, за него се трошат некои влезни параметри има производи, има услуги што се влезни за да се создаде одреден производ. Во тие влезни параметри влегува и работната сила, не се само суровини и предмети, не се само машини, не е само зејтин, брашно, сол и така натаму и нивните цени, него значително и особено во Македонија поголем дел од вредноста на еден производ ја формира цената на работната сила. Таа, како што гледаме, расте со многу поголема стапка од што расте бруто домашниот производ. И со замрзнување на цената може да дојде
таа според нас е нелогична, нефундаментална и нематематичка, затоа што може да дојде влезните параметри да ја надминат продажната цена на производот. И затоа според нас е многу пологично да на одредени фундаментални производи се замрзнат маржите. И на тој начин секој пат има простор тој производ да се произведува и да се продава. Така може да дојде ситуација да компаниите производната цена е повисока од продажната цена и тие да престанат да го произведуваат тој производ и него да го снема на пазарот. За крај Кусо само ве прекинав 2,5 милиарди евра сузбивање на сивата економија, едно од вашите клучни барања, кои се уште две клучни барања до владата што очекувате и би морала да ги преземе за да му помогне на стопанството реално? Една од клучните барања е да се намали сивата економија, која што според некои математики 45% или 2,5 милиарди евра, потоа ние баравме одредени царински тарифи да се намалат на одредени производи и услуги и исто така апелираме до владата да се вложат максимални напори да нашето работоспособно население да се задржи во државата, да се истражат сите причини кои што постојат за иселување на нашето население. Тука не се само финансиски причини, има и семејства и вработени кои што имаат значителни финансиски приходи, кои што се прилично високи и обезбедуваат удобен живот во државата, меѓутоа и тие се иселуваат затоа што не се задоволни од здравствениот систем, од образовниот систем, од правосудниот систем, од нивото на корупција. Значи, нашиот апел е да се работи на сите тие сфери и да се подобрат условите во тој дел. Господин Симов, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската. Благодарам за поканата.